إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije večerva, kako i što je izvesteno, ke učimo ova izvoredna knjiga, to je El Muharrar fil Hadith, od izvoredni od autor Ibn Abdul Hadi El Hanbali rahimahullah. Ние сме все още, значи, во книгата на намаз од Китабу Сала, но вечерва ќе учиме ново поглавие. А поглавието е по број, значи во оваа книга, по број 15 поглавие. Значи имаме до сега 14 поглавија завршено во врска со намазот, и сега е, значи, 15-то поглавие, а тоа значи Бабу Салат ил Џумуа. Значи, поглавие намазот на џумата. Значи сега авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах ќе напомнуваат хадиси во ова поглавие што се во врска, значи, за џумата, за вредноста на џумата, правилата на џумата и така натаму. Првиот хадис на ова поглавие, тоа е односно 441 хадис, целосно до сега што имам учено. Вели Ибн Абдул Хади рахимахуллах: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. Во овој хадис што го пренесуваат два сахаби, а тие се Абдулла ибн Омар и Абу Хурейра радијаллаху анхума, кажуваат двајцата дека го имаат слушнато посланикот салаллаху алейхи ва салам да рече следното. А тоа го имаат речено од неговиот мимбер. Значи пегамберот салаллаху алейхи ва салам бил на неговиот мимбер качен и го и кажал следните зборови: или ќе се запрат луѓето да ги оставаат џумаите, значи ќе прекинат да ги оставаат џумаите, или во друга страна Аллах субхана ва таала има да им ги запечати нивните срца. И тогаш тие ќе бидат од оние луѓе кои се непазливи. Значи поради нивното запечатување на нивните срца ќе станат тие, значи, од оние кои се непазливи. Алейкум селам рахматуллах. Вториот хадис, а потоа почнува шейх Зейд рахимуллах со објаснувањето на овие два хадиси, а тој од Самура ибн Џундуб радијаллаху ан, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد بنصف دينار. Во овој хадис кој го пренесува Самура ибн Џундуб радијаллаху ан, дека посланикот салаллаху алейхи ва салам вели: кој заостават една џума без оправдање, нека даде садака 1 динар. Или ако не најде 1 динар, значи ако немат, тогаш да биде пола динар. Значи оно што го остават џумата да даде 1 динар, значи една златна паричка. Ако немат цела, пола да ја даде за садака. Но овој хадис, како што го имат исто од сенето имам ел Бухари рахимахуллах, дека овој хадис не е аутентичен. Значи вториот хадис, тука не првиот во врска со запечатувањето на срцата, туку вториот хадис не е аутентичен. Како и да е, шейх Зейд рахимахуллах вели во објаснувањето дека хадисот првиот на ова поглавие, тоа е од Абдулла ибн Омар и Абу Хурейра радијаллаху анхума,
тој содржуваат, значи содржуваат текстот на хадисот, жестока закана. Жестока закана. Зошто? Зошто е причината за оставање на џумаите да им се запечатат на луѓето нивните срца. Значи тука содржуваат жестока закана. И тоа е, ако ги вели Шејх Заид рахимеллах во продолжеток, ако е заостави тој џумата без никакво шеријатско оправдање. Пример, шеријатско оправдање е да биде на пат, да се случи за патникот не е задолжно џумата да ја клања. Или да биде болен, има некои причини, значи, тогаш тој има оправдање, но без оправдање и тој пак ја остава џумата, тоа е покорност спрема шејтанот и следење неговите страсти и емоции. Значи, оставањето на џумата без причина, без оправдање шеријатско, тоа е покорност не спрема Аллах, спрема шејтанот и следење на неговите страсти и емоции. И следење на неговите страсти и емоции. Повеќе она што е задолжен муслиманот да прави е, тој треба да се брзат за да ја клањат џумата, а не да ја заостават или да каснет. Потоа, следниот хадис, а тој од Салама ибн Аква, радијаллаху ан, قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحطيان ذل يستذل به. رواه البخاري. Во овој хадис од Салама радијаллаху ан кажуваат дека ние се клањавме со пекамбарот салаллаху алейхи ва селам џумаа и ѕидовите нема толку голема сенка што можеше, значи да се закриеш под таа сенката. Што значи имаше ѕидот сенка, но немаше толку голема сенка што можеше, значи ти под ѕидов да седнеш и да те покрие сенката. Овде учиме во врска со сонцето, кога е над пола небото, кога немаш сенката, потоа ако почина се должи и така натаму учиме во времињата на намазот. Што значи овде, значи од овој хадис учиме дека времето од намазот на џумата е времето на пладнето. Значи овде учиш од овој хадис, значи кога се клањале пекамбарот салаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби, кога клањале џумата. Значи клањале џумата спрема овој хадис тука од Салама радијаллаху ан, кој е во Бухари во времето од пладне. Во времето од пладне, значи го имаат клањато џумата. И ова е значи големиот број на алимите, ова мислење големиот број на алимите да се клања значи џумата во времето на пладнето. Имаат некој мал број од алими што го имаат мислење дека времето на џумата починат од времето кога можеш да почнеш да клањаш намазот на Бајрам. Значи од тоа време го гледаат како да е оправдано. Зошто го земаат како аргумент вели Шејх Заид рахимахуллах тука, ако паднет во исти ден пладна ова Бајрамот, намазот и џумата, доволно е клањањето на џумата. Значи оние кои присуствувале на бајрамски намаз, во тој ден на џума не им е више задолжност да се клањаат џума. Значи тие можат да се клањаат, ама не им е задолжност. Значи има разлика може и задолжност. Има разлика тука. Но како што потврдува Шејх Заид рахимуллах тука неколку пати во објаснувањето, дека вистинското мислење и правилното мислење е она на големиот број на алимите, дека времето на џума е времето на пладне. Следниот хадис, а тој е од Абдулла ибн Сейдан ес-Сулеми радијаллаху ан, قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زالت النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر.
Во овој хадис, кој го пренесуваат Абдулла ес-Сулеми, ради Аллаху ан, вели јас присуствував во џумаите со Абу Бекира. Значи, Абу Бекар, ради Аллаху ан, кога беше халифа, имат овој човек присуствувано. И времето, кога Абу Бекар, ради Аллаху ан, кланяше џумата, беше пред да стани пола денот. Пред да биде, значи, пола денот да се направи, кланяше џумата. Исто вели, ја присуствував во времето на Омера ради Аллаху ан, кога беше халифа, после смртот Абу Бекира ради Аллаху ан, и тогаш, вели во времето на Омера ради Аллаху ан, веќе беше времето, значи, од пола ден влезено. Веќе, ама не беше влезено, ама веќе, значи, влагаше. И потоа, во времето на Усман ради Аллаху ан, кога беше халифа после смртта на Омера ради Аллаху ан, дека веќе имаше поминато половина на денот. Значи, во времето од пладне кланяше Усман ради Аллаху ан џумата. И велит, тоа што е важно многу, فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر. Никого не видов од присутните на сахаба, значи во времето на Абу Бекар ради Аллаху ан, беше, значи, голем број на сахаба живи уште. И во времето на Омера ради Аллаху ан исто така. И во времето на Усман ради Аллаху ан исто така. Значи, никој од тие присутните кои присуствуваат сахаба не го негираа тоа или не го критикуваа тоа делување. Што значи, кога некој сахаби, ова е многу важно, значи, во правилата на шеријатот, кога некој сахаби прави некоја работа или кажуваат нешто и присутните на сахаба замолчуваат, тоа е иџма. Тоа е иџма ке сахаба. Зашто ако беше нешто, значи што беше воспротивно со Куранот, со хадисот од пегамберот салаллаху алейхи ве селем, тие имаат да му се спротивстават, односно да кажат онат што тие го знаат. Но тука, значи, никој вели, никој не се спротивстави и никој не го негираше тоа делување од нив. Ова, значи, делувањето на Абу Бекар ради Аллаху ан и Омар ради Аллаху анху, значи, беше пред да биде, значи, сонцето на средината, над главата, така речено. Значи, ова е време што и некои алими во нашето време, како имам Ибн Баз рахимуллах, вели, можеш да почнеш ти со худбата малце пред времето од џумата, од пладнето. За ти више во тек на худбата ќе ја држиш тие 15-20 минути, веќе е влезено пладнето. Значи, кога ќе ја кланяте вие џумата више тогаш, кога треба да ја кланяте џумата, веќе тогаш е влезено времето од пладне. Значи, ова дозволено. Значи, во овие рамки да се содржуваме, дозволено е, како што гледаме тука, значи, Абу Бекар и Омар ради Аллаху анхума го имаат правено тоа и никој од сахаба ридвануллахи алейхим не стана и не се спротивставуваат. И ова исто, значи, го практикуваат почесто во запад, значи Швајцарија или Германија или кај да иде, зашто луѓето се на работа. И ти имаат, значи, значи од 12 до 1 сатот има тој пауза, одмор. И сега пладнето е 12:40, на пример. Сега ако почнеш 12:40 со худбата, ќе се задржиш до 1, па до да клањаш 1:10, 1:20, да појде на работа пола сат 40 минути закасно. А ти ако почнеш пола сат пред време или 20 минути, тамам 12:40, на пример, како зрадаме примеров, клањаш одма пладне, има тој што 10-15 минути да се оди, значи, да се на работа. Но овде треба пазење, не сме да му велат џематлите наоѓаат со сатот вака, Значи така е праш Швајцарија, турските џами или босански или албански, значи му велите вака вели наоѓаат. Со сатот му кажува на сат, ајде поваргути. Значи ова е забрането. Ова не смеш. Ти си дојден тука и ти бараш награда за тоа, кај Аллах субханаху ва таала, и ти не кажуваш тука колку време, значи, ќе биде худбета или колку ќе биде намазот. И тоа кажуваат исто така, значи, тешкотиите. Следниот хадис, а тој од Сахал ибн Саъд,
Veli Sahal ibn Sa'd radijallahu an قال ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Ovdje kažuvat Sahal radijallahu anhu deka vo vremetu na pekamberot sallallahu alaihi wasallam ne pravevme kajlula. Kajlula je znači ona vreme što čovjekot se odmarat. Vremeto znači posle pladna. Ona vreme siesta, znači kako go vikat španci dešoti znam jas, znači vreme koje se odmara čovjekot, to je uistinu dojden od karapita, evo ovdje, kajlula. Kajlula znači vreme posle pladne, sad vreme, nekoliko vreme, znači se odmara čovjekot, zašti je vrelo isto. Pоради големата жештина на тие места таму, значи ти не можеш да превземиш некоја работа и тоа време е значи за одморање. Но ние не се одморавме, исто не ручавме се додека значи да ја кланјавме џумата. Значи што значи исто овај хадис поддржуваат ова дека е кланјале џумата дури малце значи како времето на Абу Бекр радијаллаху ан пред половината на денот. А потоа значи и правеле значи кајлула да се одмора и значи ручале. Следниот хадис, а тој од Джабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانتقل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية التي في الجمعة إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. Джабир радијаллаху ан кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам го држеше худбето на џумата. Значи беше во тек на држење на худбето од џумата на ноќ. Одеднаш се појави во близина на џамијат од пегамберот салаллаху алейхи ва селам некои каравани кои носеа значи храна од Шам. Значи Шам, Јорданија, Сирија, Палестина, Либанон, тој дел се нарекува Шам, со еден збор. Значи се појави каравани кои носеа храна и големиот број од сахаба редвануллахи алейхим стана и се отидоа кај караваните. А пегамберот салаллаху алейхи ва селам држи худбето. И само остана со пегамберот салаллаху алейхи ва селам 12 мажи. 12 раџулан. Значи 12. Од сите тие голем број, остана само 12 мажи и се вели во други пренесувања дека беа во нив, значи, Абу Бекр и Омар радијаллаху анхума и други 10. Поради оваа случка, слезе следниот ајет: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. И кога ќе видат тие трговија или некоја забава, веселба, така да речеме, одат таму и тебе те оставаат стоејки. И вели Аллах субхана ва таала: "Кул, кажи Мухаммед, ма инда Аллах хајрун мин ал-лахви ва мин ат-тиджара." Она што кај Аллах субхана ва таала, тоа е подобро од таа веселба и од таа трговија. Wallahu хајрун разиқин. Навистина Аллах субхана ва таала е најдобриот снабдувач. Шејх Зейд рахимуллах вели во објаснувањето на овај хадис дека овај хадис е аргумент дека худбето во првиот период кога почна се кланјат џумата во Медина, во првиот период беше худбето после намазот. Значи, худбето на џумата во првиот период беше после намазот, како што е исто и худбето на бајрамите. Бајрам се клањаш првош, после се прави худбето. И худбето на бајрам не си задолжен да го слушаш. Значи е сунна убаво да го слушаш, но не си задолжен.
Во првото време исто беше така, џумата. Значи џумата прво се кланяше намазот, а потоа го држеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам хутбето. Но кога се случи оваа случка, во тек на кажување на хутбето, држење на хутбето, дојде, значи тој караван и голем број од сахаба ridвануллахи алейхим отидоа таму, го ставија пекамберот салаллаху алейхи ва салам стоејки, тогаш значи беше причина за да биде хутбето пред намазот. И стана слушањето на хутбето задолжно. Овде треба важна точка да ја спомниме, а тоа е, вели шејх Зейд рахимахуллах, сахаба ридвануллахи алейхим не заизлегоа од џамија и да отидат кај тие каравани со намера да му се спротивстават на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Но нивната мисла беше дека тоа не е забрането. Значи ти мислите дека тоа е нешто дозволено. Дека може да го сторат. А не со нивната намера за тие да му се спротивстава нешто на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Се тие се оние луѓе кои најдобро и најпокорни се спрема наредбите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам и се држат најдалеку од правење на гревови или спротивставување на нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам. Значи не го направија тоа намерно. Туку мислеа дека нешто е тоа дозволено. И затоа значи го направија, но после тоа волилахи алхамд беше значи како школо. Следниот хадис, а тој од Абдуллах ибн Умар радијаллаху анхума, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة الجمعة وغيرها فليضيف إليها أخرى وقد تم صلاته وفي رواية أخرى فقد أدرك الصلاة. Во овој хадис од Абдуллах ибн Умар радијаллаху анхума кажуваат дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели кој достигнуваат, ова е важно, се случува некогаш. Кој достигнуваат еден рекаат од намазот на џумата, тогаш нека му додаде туше еден други и неговиот намаз е потполен. Односно во друго пренесување, во други ривајат, во друга верзија, тој го има намазот на џумата достигнато. Вели шејх Зейд рахимахуллах дека оној кој достигнуваат еден рекаат од џумата и еден му додават, тој има џумата достигнато. Не е никаков проблем за него. Но тој, ако достигне имамот на седење, на тешехуд, тогаш тој не нема џумата достигнато, туку, вели шејх Зейд рахимуллах, тој ќе стане, ќе се приклучи во намаз, значи ќе се приклучи во намаз, добро да разбериме, ќе се приклучи во намаз, но потоа кога ќе стане тој клања пладна, 4 рекати. Не џума, не 2. Се тој нема ни еден рекаат пристигнато. Ако стигне тој во руку, значи во вториот рекаат на џумата во руку, тогаш еден рекаат си стигнал ти. И тогаш после селамот на имамот уште еден други додаваш и намазот твој е во ред. Но ти ако стигнеш во џума и тој е во тешахуд имамот и џематлите, тогаш ти прва работа што треба, некој од многу од браќата можеби, тогаш чека да завршат тие да се кланјат тој пладна. Не. Прва работа што правиш, се приклучуваш ти во намаз. Се приклучуваш, но после тоа кога дават имамот селам, ти стануваш и клањаш пладне. Стануваш и клањаш пладне. Тоа значи учиме од овој хадис. Следниот хадис, а тој од Џабир ибн Самура, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة رواه مسلم. Џабир ибн Самура радијаллаху анху кажуваат дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам го држеше неговото хутба на нозе станат на нозе, го држеше хутбето. Потоа седнуваше, потоа пак стануваше и продолжуваше со хутбето, со вториот дел.
И потоа продолжува Џабир ибн Самура радијаллаху анху дека оној кој ти кажува тебе дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам го држал неговото худбе седејќи, седнат, тој лажит. Зошто јас, велит Џабир, јас се има клањато со него, со пекамберот салаллаху алейхи ва селам, повеќе од 2000 намази. Повеќе од 2000 намази, значи, кажува дека долго време, ова кажува дека долго време го има следено пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И не било само една џумаа тука, значи многу џумаи имат клањато со пекамберот салаллаху алейхи ва селам и го следел пекамберот салаллаху алейхи ва селам во неговите делувања. Значи така се држи худбата на нодзе, потоа има значи кратко време кое седнуват имамот, худбеџијата, хатиб, потоа пак стануваат и вториот дел го држит. Следниот хадис, а тој од Џабир ибн Абдилlah, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتدت غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كحتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. Во овој хадис кој го пренесува Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума кажуваат дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам кога го држеше худбето му се очите, значи му се ихмаррат ајна, значи очите му светеја на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, му здрачеја, значи како да излагат светло со неговите очи, значи му блесеја очите на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Wa ala саутуху и го креваше неговиот глас, значи го креваше високо неговиот глас. Wa shtadda ghadabuhu и беше значи налутен, значи со лутина го држеше худбето. Како хатта кааннаху мунзиру џейш, толку го креваше гласот и толку се значи беше како налутен што како да предупредуваат од една војска во секој момент што може да те нападне. Значи, како е пример, ти сега слушаш негде, иде некој напаѓат во Кичево, или што ти знам јас. Кажеш покроце, има некој тука. Така ќе прашти? Или со највисок глас, значи, за да стигне, значи, дури најдалеку, и како што имат во други пренесувања дека стигаше гласот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам дури во пазарот на Медина. Како значи да предупредуваат од една војска, што таа војска може да ве нападне вас сабајле или навечер. Исто велеше пекамберот салаллаху алейхи. Овде во врска со ова, само со овој дел на хадисот, вели шех Утемин рахимахуллах, ова го правеше пекамберот салаллаху алейхи ва селам, на овај начин го држеше худбето пекамберот салаллаху алейхи ва селам, зошто овај начин е многу значи поефективен во влијание на срцата на луѓето. Значи да имат повеќе влијание на оној кој присуствуваат во џумата, која слушаат џумата, овај начин значи повеќе имат влијание и повеќе остава значи да човекот да го памти впечаток и да земи значи настава да земите учење. Зошто худбето и затоа еднош неделно џумата, худбето е за срцата малце, значи да се подсетат. За срцата малце значи да се размрдаат. Значи затоа худбето, тоа е улогата на худбето. Во продолжеток на хадисот велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам, јас су испратен и времето на судниот ден, и кажуваше со показалецот и средниот прст. Значи близината со судниот ден и испраќањето на Мухамед салаллаху алейхи ва селам како посланик и пекамбер е толку голема близина
како показалецот и средниот прст. И потоа велеше пекамбарот салаллаху алейхи ве селем амма ба'д, и понатаму навистина најдобриот говор е Аллаховата книга, а најдоброто упатство е упатството на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, и најлошите работи се оние обновените работи, новите работи, и секоја нова работа е заблуда. И потоа велеше пекамбарот салаллаху алейхи ве селем, јас сум поблиску до еден верник и од неговото себеси. Јас сум поблиску до еден верник и од неговото себеси, кој остават богатство, имање, тоа богатство е за неговата фамилија, а кој остават борч, тогаш тој е над мене и јас сум одговорен за тоа. Ова исто е за во исламска држава со сите типари, со сите знаци како што треба легитимно, ако умрите еден муслиман и тој остават борч и нема како да се врати тој борч, тога владарите на таа земја го преземаат над нив и тие му го очистуваат. И тие му го очистуваат нему борчот. Вели шејх Зейд рахимуллах дека мимберот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем имаше 3 степеници. Мимберот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем имаше 3 степеници. И од ова учиме дека е дозволено, легитимирано да се има мимбер во џамиите. Но нема потреба да тој мимбер да се крива многу високо. Се прави по 30-20 степеници, што ти знам цел зид да го фати догора. Не. Тоа нема потреба, туку најдобро е во она што ги имаше пекамбарот салаллаху алейхи ве селем 3 степеници, за да можат худбеџијата се качи на повисоко место за неговиот глас да стигат што и подалеку и подалеку. И начинот исто, вели шејх Зейд рахимахуллах, начинот на џумата и на худбето е да имамот да влезе во џамија, и се качи на мимбер, дават селам, потоа седнуваат и потоа одма почнат муезинот да го викат езанот. Немат пред тоа некој си што ти знам 300 работи што прават без никакви аргументи. Туку имамот не сед во џамија. Имамот не сед пред џума во џамија. Тој влагат одма кога влагат, од на мимбер. Ваки правеше пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем беше дома, во неговата куќа. И кога идеше времето на џумата, кога беше влезено, излагаше тогаш и не кланяше 2 рекати, 4 рекати, 6 рекати, не држеше дерс пред џума. Ова е новотарија исто, држење дерс пред џума и го расипуваат ефектот на џумата исто. Ти тука ќе ти трапа тој пола сат 40 минути и после ти худбата не си концентриран гора. И после худбата секако не ја држат како во времето на худбата идат највише луѓе тогаш. Требаш тоа време да го искористиш за тие срца да се размрдаат малца. А ти худбата 2 минута само, немаат време појче и заминуваат. Затоа имамот не се со џемаетот пред џума. Тој е дома или во неговата канцеларија, да речеме. Кога идет времето, тој излагат и директно на мимберот. Ни 2 рекати, ни 4 рекати, ни дерс, ни ништо. Ојд на мимбер се качуваат, се вртит кон џемаетот, дават селам. После селамот седнува тој на мимбер и муезинот го викат езанот. После викањето на езанот, стануваат худбеџијата, имамот, и го држит худбето. Нема уште 2 рекати, уште што ти знам јас, го држит худбето. Одма после езанот. После самиот езан го држит худбето. До крај, и кога го завршуваат худбето, тогаш го прави икаметот, слага тој од мимбер, го прави, во текот кога слагат од мимбер, више почина муезинот да го прави икаметот, се порештуваат во сафови и кланјат џумата 2 рекати и завршено е сета работа. Завршено е сета
сета работа, без никакви компликации, без никакви тешкоти. Следниот хадис, а тој од Еби Уаил رضي الله عنه قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا يقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبته 100 من فقهه فأطلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا رواه مسلم. Во овој хадис од Ебу Ваил радијаллаху ан дека велит ни одржа худба нас Аммар, значи еден сахаба. И тој худбата е држеше кратка, одржа кратка худбата, но многу, значи, наместо. Значи секој збор што беше, си беше наместо и јасна беше. И пренесе она што сакаше, значи за да го свати џемаатот, значи месеџот. Кога слезе од худбата, му рековме Еба Јакзан со куња, навистина значи худбата е пренесе онака како што треба и ја одржа кратка. Барем да се земеше малце луфта, да се издивнеше. Тогаш им рече, јас го слушнав пекамберот салаллаху алейхи ва селем, дека должината во намазот, значи да го клањаш намазот од џумата подолг и кратката худба е знак на разбирање на човекот. Значи знак за фик, дека има тој човек фик. Затоа должете го намазот од џумата, а кратете ја худбата. Има некој дел од објаснувањето, велит во инна минел бејани сихра. Има дел од објаснувањето што е, значи, како вид на магија. Дел од објаснувањето, значи човек што може, како што вели Шех Утемин рахимахуллах во китабот Таухид, значи човек со зборови, со неговите зборови, со неговите, значи, артикулирање на зборови, може тој многу луѓе да ги манипулираат. Многу луѓе, значи, да им направи вистината невистина, а невистината вистина. Значи, тоа е овдена цел. Зошто велит, спомнува Шех Зеид рахимуллах, го спомнува Шех Утемина тука, дека Шех Утемин рахимуллах велит причината поради држање на худбата кратко, значи не толку кратко 2 минута што рековме, ама да не биде ти саат време. Има пример земји што им е задолжено саат време да биде худбата. Ако не биде саат време, не сме да држит худба. Да. Значи, зашто ако се задолжит худбата до толку долго, се случуваат кај џемаатот здосадување, здодевање. И тие, значи, кога наминува после пола саат 40 минути, више не слушаат внимателно. И тоа исто не памтат после што збореше тој. Сега ти поврзи она ти 40 минути, пола саат пред џума држиш дерс, и плюс худбата, и тој најзано ништо не знае што се зборено. Затоа се пренесува Ших Абдурахман ес-Саади, во Саудиска Арабија, еден од големите имами, држеше худбината по 7-8 минути. Зошто? Секој кога се враќаше дома своја, памтеше худбата скоро цела и знаеше да ја каже на неговата фамилија што беше худбата денеска, што беше темата и што научи тој денеска. Така. И исто како што спомнува тука токму Шех Утемин рахимуллах, ако е пократка худбата, тоа е полесно за слушателот да ја запамти. Значи токму она што спомнавме од Шех Абдурахман ес-Саади рахимахуллах. Следниот حادث أتوت عبد الله بن أبي أبا الأوف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان. Во حادث кажуваат Абдуллах дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем правеше многу зикр. А
се воздржуваше, односно се држеше далеку од зборови кои нема никаква придонес. Значи од работи, од зборови, од теми кои нема никаква придонес, пегамберот салаллаху алейхи ва селем се воздржуваше и се држеше далеко од нив. Ва јутилу сала, и го клањаше долго намазот. Ва јаксиру лхутба, и хутбето го скратуваше. И не му се досадуваше, не му се здодеаше на пегамберот салаллаху алейхи ва селем да оди кај оние луѓе кои се потребници, кои се сиромаси, и да ги изврши нивните потреби. Вели шејх Зеид рахимахуллах, дека овие тука се спомнуваат во овој хадис, оние работи, 5 работи во овој хадис кој пегамберот салаллаху алейхи ва селем имаше, значи, имаше како навика да ги прави. А тоа беше првата работа, значи правење многу зикр. Спомнување, значи, на Аллах субхана ва таала, тесбих, темхид, тахлил, текбир, истихфар, значи исто читање на Куранот. Е тоа зикр. Значи овие работи ги правеше пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Втора работа, значи оставање на оние разговори кои нема никаков придонес. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем ги оставаше, се држеше далеко. Зошто? Оставањето на вакви разговори е од сифатите, од својствата на верниците. Од својствата на вели шејх Зеид рахимуллах. Оставање, значи, на такви разговори е од својствата на верниците. Третата работа, значи, должењето на намазот. И затоа, како што рекли имамите на селеф, имам Ахмед рахимуллах и други имами, ако сакате да видите еден човек колку има дел од исламот, гледајте го неговиот дел во намазот. Значи, гледајте го како се клањата. И четврта работа, значи, го кратеше хутбето и спомнав, значи, предходно, она што го рече шејх Усаймин рахимуллах, причината поради кратењето на хутбето. Значи, причината поради кратењето на хутбето. И петтата работа која се спомнуваат во овој хадис, значи да пегамберот салаллаху алейхи ва селем се брзаше да им ги извршит и да им ги завршит потребите на оние луѓе кои беа потребници, кои беа сиромаси. Значи, и вели шејх Зеид рахимахуллах, ова треба исто, значи, за овие работи е пример пегамберот салаллаху алейхи ва селем за неговиот уммет, што треба исто и ние така, значи, спрема нашите можности да бидеме исто во овие дела, да се најдеме себе си. Се муслиманот, значи, во друга страна се држи далеку од оние работи и од оние дела кои се шар, значи шер кои се, значи, лошо, зло, расипување, дали се тие мали или големи. Муслиманот се воздржуваат далеку. Следниот хадис, а тој од Уму Хишам бинт Харита. Уму Хишам бинт Харита ради Аллаху анха кажуваат дека беа блиску со нивните куќи до џамијат од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Што така можеа хутбето од пегамберот салаллаху алейхи ва селем да го слушаат и кога беа дома. Што значи пак се поврзува со хадисот дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем го креваше гласот високо. Што дури тие комшите што беа во околијата на џамијата можеа да го слушаат хутбето од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И кажува таја Уму Хишам, мајката на Хишам, кажуваат дека таја го научи, значи, сурето Каф од слушање на пегамберот салаллаху алейхи ва селем на мимбер. Зашто дозволено е на џумаа некогаш во некои периоди да имамот само сура Каф да го чита на мимбер. Значи да не држи друго ништо, самото сура содржуваат предупредувања, подсетувања, совети и така натаму. Значи се случило во Медина, еднош кога шејх Абдулла Зафејри, кога држе на худба во Медина, само читаше сурату Каф. И некои луѓе, значи, на почеток кога не го знаат овој хадис, се зачудува што пред вели тоа само читат Куран на мимбер, дали ова дозволено? Токму е тоа исто следење на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И тоа го има пренесето, значи раваху Муслим. Значи овој хадис е во Сахих Муслим. Ова не е хадис што не е познат или не го слушнали, што ти знам ја. Овие значи во Сахих Муслим. Значи од време на време.
И толку пекамберот салаллаху алейхи васелам, значи почесто го правеше, што Уму Хишам од самото слушање на мимбер го научи тоа сура на памет. Го научи тоа сура на памет од пекамберот салаллаху алейхи васелам. И ова кажува, значи, исто, меморијата кај тие луѓе. Меморијата кај тие луѓе што била, зошто тие не беа, значи, како се викат, значи, оддалечени, препреки со телефони, со интернети, и главата им беше полна после. Не, нема такви, значи, да, не луксузен, туку, значи, да работи што те деконцентрираат и што те, да, значи, нивните, значи, глави, умови беа чисти и може, значи, брго работиш што да ги меморизираат. А ти денеска некоја работа 100 пати ќе ја слушнеш и пак ја забораваш. Зошто? Зашто ти кога слушаш, прва работа не си внимателен во слушањето. Главата ти е што пишал во Facebook Филана. Главата ти е што ќе биде ова, што ќе биде она, што рекол онја, што кажал овја на Facebook, на Instagram, што ти знам ја други работи. Што ќе речи тоа за телефонот мој, дали убав телефонот, дали лошиот телефонот. Што ќе речи тоа за колата моја, дали фарбата е уба, дали лоша, дали фелгите се вакви, дали се такви. Значи, гледате, све проблеми. И вака главата ќе биде наполнета, више нема за неа место, за ти да научиш некој хадис или некој сура. Следниот хадис, а тој е од Абу Хурейра радијаллаху ан, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. Во овој хадис кажуваат Абу Хурейра радијаллаху ан дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем вели: ако му речиш ти на оној човек што е до тебе во џума, тој кога зборит нешто, кога кажува нешто, тој се зборува нешто, не знае дека е забрането, ти што го слушаш, ако му речиш молчи, ти ако му речиш нему молчи, а имамот го држи више хутбето, ти тогаш се зборувала говор што не доликува, значи, што е говор непридонеслив. Ке дојде сега, значи, исто следниот хадис, или, значи, ке дојде, не е следниот, туку во хадисите исто ке дојде тука сега, дека тој човек не имат џума на тој ден. Значи, онја, што му вели на другиот, молчи, тој нема џума тој ден. Што значи нема џума, а лимите велат, немат награда. Значи нема награда, ако му речи на човекот што до тебе, молчи. Или тој игра со нешто. Со камење, со нешто што ти знаме, или со телефонот денеска има потреба со камење, има телефонот брака и колку пати има забележано луѓето во текот на џума во Facebook се. Да, значи во текот на џума, во текот на хутбето збора. Значи во текот на хутбето тој седнање тука и влага на Facebook и на интернет. Значи, и наместо оджата да ги научи да ги работи, тој си кажуваат неделниот вестник негов тука и неговите приказни. А да им кажи дека ова нив, тој нема награда на тој џума, поради такви делувања, затоа немат време, може би зошто, ако тој утре ден стане тука да се кланя тој, а други да го држат хутбето, тој самиот ќе се влезе на Facebook и ги се следи какви се коментарите и што ти знам ја, такви, значи, слабости. Следниот хадис, значи, вели шејх Саид рахмеллах во врска со овој хадис, не е дозволено во текот на хутбето со никаква работа да се занимаваш, освен со слушање на хутбето. Значи, ни со телефон, ни со тепикот да си црташ на тепик, што ти знам ја, значи, имат секакви луѓе, брат. Значи, да го испитуваш тепиков каква квалитет имат или не знам ја. Не, брат. Да, не. Ти, значи, сеј концентриран, внимателно слушаш она што кажува, значи, хутбеджијата. Исто овој хадис е од Абу Хурейра радијаллаху ан, што пекамберот салаллаху алейхи ва селем вели: "Мен тавадда'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'a fastami' wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'a wa ziyadatun 3 ayyam wa man nassa al-hasa faqad lagha." Rawahu Muslim.
Велит пегамберот салаллаху алейхи ва салам во овај хадис, што исто во Сахих Муслим заверен, кој земат абдест. Кој земат абдест и го земат абдестот на најдобар начин. Потоа идет за џума, во џамија, и го слушат худбето и молчит. Потоа идет во џамија, го слушат худбето и молчит. Му се опростуваат гревовите што ги правил меѓу двете џумаи и плюс 3 дена. Значи, наградата е огромна. Значи, кој земат абдест на најдобар начин, и за абдестот како се земат, да се вратиме назад, значи во хадисот на Усман ради Аллаху ан. Во оваа книга што учиме на почеток, во Китабут Тахара, во книгата на чистотијата, хадисот на Усман ради Аллаху ан е најкомплетен хадис како треба да се земит абдест. Значи, не како бабо или нана, или како комшијата, или како тој аџијат, или што ти знам ја, туку онака како пегамберот салаллаху алейхи ва салам земал. Тоа е најдобар начин. Кој земат абдест на најдобар начин, а потоа идат во на џума и слушат, значи го слушат худбето и молчат во текот на худбето, му се опростуваат нему гревовите меѓу двете џумаи што ги правил и плюс 3 дена. Но овде се подразбират се малите гревови. Големите гревови мора тој да прави тауба, мора да прави, значи, покајување. И продолжува пегамберот салаллаху алейхи ва салам: "Ва мен масса al-hasa faqad lagha." И онај кој се играат со камчина, тој значи има правено нешто недоликувано, лага, значи работи кој нема никаков придонес. Вели шејх Зейд рахимахулла, овде може содржува, значи, во абдестот или да земи гусул целосно, или да се остани само на абдест, двете се прифатени. Или мојте исто да земи, значи, гусул и потоа исто да земит абдест. И срцето негово, значи, треба да биде присутно тука. Значи, срцето негово треба да биде присутно тука и да слушат со внимание. Значи, не да биде негде на пазар или на други места, туку да биде тука и да слушат со внимание. Исто од едеподје, во текот на худбето, да гледаш кон худбеджијата. Ако го гледаш, значи има џами големи, така? Ти што ќе правиш, ќе го бараш него, што ти знам ја по чашој, значи не можеш така. Тогаш ти гледаш пред себе. Како во Мека или Медина, ти слушаш и пред себе се пулиш. Пред себе, значи се пулиш лево и десно, што прави другиот, што прави тој од Пакистан, што прави тој од Туркменистан. Си тоа значи што? Деконцентрирање. Ти више не слушаш внимателно. Значи гледаш пред себе, слушаш внимателно. А ако го гледаш веќе, значи се пулиш кон него. Јаве се тој хадис што го спомнавме претходно, тоа е od Ibn Abbas radijallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل الأسفار والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. Ovaj hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам велит, кој зборуваат во текот кога имамот го држи худбето, тој е како едно магаре што носи, значи, работи, а не знае вредноста на тие работи. Значи како магаре што носи, на пример, книги, а не знае вредноста, значи, на тие книги и на тие работи. А оној што му вели нему молчи, лейса леху џум'a, нема за него џум'a. Значи нема за него награда за џумата. Се не значи тој да излезе тогаш од џамија и да не клања џумата на тој ден. Не, тој клања џумата, но за него немат награда. Значи кога за оној што му вели молчи нема награда, како е за оној што зборува? Како е тогаш за оној што зборува? Во ваква ситуација единствено е дозволено да ти што го слушаш него што зборува тој, да му се обратиш на имамот на худбеджијата, да му речиш, речи му на овега магарево да замолчит. Значи ова е дозволено. Значи да му речиш дозволено, значи да имамот да збориш. Исто дозволено е, значи, на худбеджијава да го поправиш ако направи грешка.
Значи директно со худбеџијата да збориш со имамот, ова е дозволено. Ама ова не е секогаш дозволено, што ти текнало тебе прашања, што знаја. Не, вакви, значи, за случај што тој може би не се допира цело време во худбата, тогаш му велиш нему, рече му на овој да се смири. Рече му на овој да се смири. Да. Значи забрането е строго да се зборуваат во текот на худбето. Следниот хадис, а тој е Џабир ибн Абдилlah رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. Во овој хадис што е пренесен од Џабир ради Аллаху анхума велит, влезе еден човек во текот на џумата кога го држеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам худбето. Значи во текот на држањето на худбето влезе еден човек и си седна. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам го забележа и го праша, значи го прекина худбето. Што ова дозволено, значи и за худбеџијата. Го прекина пекамберот салаллаху алейхи ва салам худбето и му рече асалейта, а се клањати, значи се клањат 2 рекати тахијатул месџид. Тој одговори ла, не. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам кум, стани и клања 2 рекати. Овој хадис е муттафакун алейх во Бухари и Муслим. Во Бухари и Муслим. Како е са некои велат, ако се клањаат овие во текот на џумата, во худбето, кога се прави, нема џума денеска за ним или за него, или што ти знаме какви приказни. Да, значи овде на него на кого му е објавен тој Куран и тој суннет, тој овие Мухамед салаллаху алейхи ва салам, овде не збора за бабота мој. Овде не е бабо мој, стара мајка моја, комшијата, не знам што. Овде Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Сега ти треба да се одлучиш. Ти треба да си искрен во следењето или влезен си во оваа вера традиционално. Овде нема традиција во верата. Или си влезен со убеден, или тоа нема да ти вреди тебе. Вели, значи, влезе еден човек во текот на худбето, значи во текот на худбето. И ти замисли, значи, пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи, го прекина худбето. Значи, замисли важноста на таа работа. Да го прекини пекамберот салаллаху алейхи ва салам худбето и да го праша од него, а се клања. И овие од врвниот едеп од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Не му рече од почеток клањај се. Туку да го праша од него првина. Се може би си имат клањаато во некој место што не го видел. А се клања, тогаш рече не. Тогаш рече стани, клањај се 2 рекати. Стани и клањај се 2 рекати намаз. Да. И вели шејх Зейд рахимуллах во придонесите, значи делот придонесите на овој хадис, овде аргумент, значи за да поучување за незнаениот. Значи, ако не знае некој за некоја работа, тогаш имамот, худбеџијата, учителот, тој треба него да го научи. Значи, не да го остави џахил да биде цел живот, не знаен, туку е аргумент дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам не го остави него така. Туку одма го поучи, одма во моментот. Исто овде аргумент, вели шејх Зейд рахимуллах, дека ако има за некоја работа потреба во тој момент, не сме да го закаснуваш одговорот или учењето за таа работа. Значи, затоа некој пат вие ми поставуваат некои прашања. И после ми прашаш прашалници. Ја гледа прашањето не е сега, не те засега, да те засегат сега, одма ќе ти одговора. Значи, ние некој пат не знам, гледаш овде овакви работи учиме. Значи, ако е прашањето, што не сме да се задолжи, ти вели жа направи сега ваке, супред џамија, клањав ова, значи ти мора сега да знаеш. Ама ти ме прашуваш за нешто што било пред 5 години или ќе биде што знаја, разбирате? Значи има разлика. Овде, више тој човекот седна. Беше моментот што не смеш да го закасниш објаснувањето и учењето. Сега треба да го научиш него. И затоа пекамберот салаллаху алейхи ва салам го прекина худбето и му рече се клања, не, стани клања се 2 рекати. И овде се кажува, значи, да, точно, вистинскиот момент.
И овде кажуваат исто, значи вели шејх Зейд рахимахуллах, дека вредноста на техијатул месџид, значи овде кажуваат исто вредноста на техијатул месџид, вредноста на, значи за оние два рекати кога ќе влезе човекот во џамијата за да ги клањат. Исто овде од предонесувањата на овој хадис вели шејх Зейд рахимахуллах дека брзањето во наредување за добро и отстранување на лошо. Значи ова од знаците на овај уммет, на умметот од Мухамед салаллаху алейхи ва селем, за кога ќе види некоја работа да наредуваат за добро и да отстрануваат од злото, а не да го остава некого во лошото и вели нека тонит тој. Нека тонит. Ја главно да су добар. Мене главно да ми е добро. Мене да ми е добро со фамилијата. Нему нека мојот како саката. Не смееш така да мислиш. Не смееш така да мислиш. Следниот хадис од Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума анна набија салаллаху алейхи ва саллам кана јақрау في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва саллам овие суриња ги читаше во феџер на денот од џумата. Значи не мора секогаш, ама беше ова, значи ова беше значи она највеќе што пекамберот салаллаху алейхи ва саллам ги читаше овие суриња, а во намазот на џумата учеше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам во првиот рекаат суратул џумаа и сура ел мунафиқин. Сура ел мунафиқин, значи и овај хадис е заверен во Сахих Муслим. Исто е дојдено во следниот хадис тука од Нуъман ибн Бешир радијаллаху анху дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам во џума и во бајрамските намази учеше, значи саббих исми раббикал а'ла и сура هل أتاك حديث الغاشية. Значи сура Ал-А'ла и Гашија исто практикуваше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам да ги учи во бајрамските намази и во намазот на џумаа, и во намазот на џумаа. Следниот хадис дека кажуваат أبو رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. Овде кажуваат Ебу Рамла الشامي дека јас бев присутен во една случка кога Муавија ибн Аби Суфјан радијаллаху анхума го прашуваше Зейд ибн Аркам за следново меселе. Ја да кажам, че сахаба меѓу себе си имаат прашувано. Значи не се кажува да бидат со гордост и со чалам и да не подлегни тој или да не се подсени тој. Не, нема тие работи, не постоеше кај нив. Туку има скромност меѓу себе. Има скромност и љубов заради Аллах субхана ва таала. Го прашуваше следното, значи Муавија го прашуваат Зейд. هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم. Дали ти беше присутен во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам кога две слави во еден ден се спојат. Значи две слави тука, славата на Бајрам и на џумаата. Зейд му рече наам, да, значи јас имам сведочено тоа. Фа кейфе санаа, како делуваше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, што правеше тој ден, како го спроведи тој ден и тие две слави. Значи гледаш Муавија радијаллаху ан и со сето тоа што беше сахаби, не рече јас знам подобро. Туку прашуваше како правеше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Значи ова е јасен доказ дека сахаба редвануллахи алейхим се оние кои најжестоко го следат сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Кейфе санаа, како правеше? Кал, салла ал-Ид, прво се кланяше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам бајрамски намаз. ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. А потоа
за џумата даде, значи, избор. Изборот беше кој сакат може да ја кланјат, кој сакат може да не ја кланјат. Значи, овај избор е во ден кога идат и бајрам, намаз, значи и бајрам е и џума. Значи, во исти ден паѓаат. Тогаш имаш ти овој избор. Кога присуствуваш во бајрамскиот намаз, не е веќе задолжност за тебе да присуствуваш исто во џума. Но овде треба да се разберете една точка, а таја е имамот треба пак да се појави за џума. Значи за имамот ова не важи. Имамот пак треба да се појави за џума. Зошто треба пак џумата да се спроведи со една, иако е мала група на муслимани. Значи џумата не сме да се остави. Значи целосно оставање на џумата не. Значи целосно не, туку треба имамот да дојде во џамија и оние луѓе кои присуствуваат тогаш, колку и да се, со нив да прават, значи да го кланјат џума намаз. Следниот хадис, а тој е Абу Хурейра радијаллаху ан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 رواه مسلم. Во овој хадис вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, кога некој од вас ќе кланјат џумаа, нека кланјат после неја, после фарзот на џумата, значи нека кланјат 4 рекати. Значи ова е суннетот кој се кланјат после фарзот на џумата. После фарзот на џумата, значи 4 рекати. И подобро е да тој овие 4 рекати да ги кланјат дома. Но можете 2, зашто имате други хадиси, значи тега кланјаше пегамберот салаллаху алейхи ва селем 2 рекати после џумата, но тој ако се плаши дека тој има некои работи за извршување, дека нема да се врати дома после џумата, тогаш е подобро за него тој, значи тука во џамија да ги кланјат тие 4 или 2 рекати. Исто учиме во следниот хадис, тука, дека намазот од џумата и тие, значи, доброволните рекати кои ги кланјаат после џумата, не сме да бидат истото место каде го имаш кланјато фарзот. Туку треба човекот, значи, или да зборуваат, значи со некого да менит разговор, или па да го менит местото каде го има кланјато фарзот. Следниот хадис, а тој од Абдуллах ибн Умар, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. Во овој хадис, кој го пренесуваат Абдуллах ибн Умар, радијаллаху анхума, дека Омар, неговиот татко, виде во текот на влагањето во џамијата од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, како се продаваше, значи, еден костум, машки костум. Како се продаваше костум, значи, пред влезот на џамијата. Тогаш му рече Омар, му се обрати на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, рече ја Расулаллах, кога би го купил ти овај костум и да го облакаш за џумаа и кога идат делегации. Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селем одговори, му рече, оној кој го облакат овај костум, тој нема дел во ахирет. Значи, во ахирет. Овде, зошто, некој може да се прашат, зошто, значи, костум, што е причината да биде забранет. Но, во објаснувањето на овој хадис, се спомнува дека беше овај костум од свила. И свилата е забрането за мажите на овај уммет. И оној кој облака свила на дуњалокот од мажите на овај уммет, нема во ахирет димата дозволено за него свилата. Ќе биде, значи, препречен од облакање на свила
во ахира. А потоа, после некое време, му дојдоа на пегамберот салаллаху алейхи ва саллам такви костуми. И му даде на Омера ради Аллаху ан. Тогаш Омар ради Аллаху ан рече: ја Расулаллах, значи јас пред некој време ти предложив за тебе, ти не го прифати и ми го рече тоа што ми го рече. Сега како ми го даваш ова мене? Тогаш му рече пегамберот салаллаху алейхи ва саллам: јас не ти го дадов тебе за ти него да го облечиш, туку ти го дадов тоа за да му го дадеш на твојот брат подарок што е во Мека. Зашто еден брат од Омера ради Аллаху ан во Мека кој беше мушрик. Беше мушрик, значи да му го даде, значи на него, И вели шејх Зейд рахимуллах дека во овој хадис е доказ дека дозволено е да ги чуваш роднинските врски, иако може би тие се неверници. И дозволено е, значи, да му дадеш на еден неверник исто во ваков случај подарок, за да му го придобиеш и срцето, односно да имате тој добро мислење, да има добро мислење. Но во друга страна, вели шејх Зейд рахимуллах, дека во овој хадис учиме исто дека она што му го предложи Омар ради Аллаху ан на пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, дека е дозволено за џумата, за човекот да облечи најубава облека која имат и најчиста. Значи, за да се осети дека е вистински тој ден џумаа. Значи, дозволено е и препорачливо е за тој да облече, значи, најдобрата облека која имат за џумаата. Како што рековме, значи, тој е неделен, значи, неделна слава. Следниот хадис, а тој од Абу Хурейра ради Аллаху ан, дека пегамберот салаллаху алейхи ва саллам вели: "Ида кана јаум al-џум'ати, кана ала кулли баб мин абваб al-масџид malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwal, fa idha jalasa al-imamu tawwa suhuf." Вели овде пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, кога е денот на џумата, застануваат мелачина на секоја една врата од џамијата и ги запишуваат еден по еден. Значи, оние кои влагаат во џамија. Кога имамот ќе седне на минбер, значи после давање на селам, како раковме, кога ќе даде селам имамот и ќе седне, тогаш мелачината исто ги затвораат нивните дефтери. Значи, тоа што значи дека и тие слушаат худбето. وَجَاءُوا يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ. Значи, идат и слушаат, значи, она што се напомнуваат во худбето. Зикр, значи, е дел, значи, подсетување. Дел, значи, подсетување на присутните. И велит потоа пегамберот салаллаху алейхи ва саллам: وَمِثْلُ الْمُهَجِّرِ كَمِثْلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَ. Оној кој иде во првиот час од џумата, како да дал една камила за садака. ثُمَّ الَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَ. После оној кој иде во вториот час од џумата, како да дал за садака една бакара, една крава. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشِ. После оној што иде во третиот час од џумата, како да дала еден овца, овен, точно тој збор го барав, како да дал еден овен за садака. ثُمَّ الَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَ. Оној што во четвртиот час од џумата, како да дал за садака една кокошка. ثُمَّ الَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَ. И оној што значи во последниот час, значи во последното време, како да дал едно јајце за садака. Значи, што порано одење на џумаа, што поголема е наградата. Сега се прашува човек, може да се прашат кога е првиот час на џумата. За ти да појдеш, значи во тоа време да имаш награда, колку да се дал една камила за садака. Вели шејх Ибн Баз рахимахуллах дека првото време е она време после изгревање на сонцето околу пола сат.
Да, па ти како сакаш, имаш награда за накамила и да одиш 5 минути пред џума? Значи дозволено е и легитимирано е и препорачливо е и сега секој еден од вас нека се прашат колку години практикувате верата, исламот и кој пошол во ова време на џума. Така. Значи да поиш, значи да поиш на џума во првиот час е времето, значи одма пола сат после изгравање на сонцето. И ти чекаш тука, значи во џамија додека да дојде имамот. Значи и го држит худбето и го слушаш худбето внимателно и се клањаш со него џума и потоа одиш дома. Ако го правиш ова со искреност за Аллах субхана ва таала, имаш награда како да си дал една камила. Зошто ова време, вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, ти ова време кога ќе појдеш тука во џамија, не стоиш само седна двака и се пулиш на зидоите. Ај колку вај зидо имаме ние овде, колку вај лустер имаме ние, колку вај тепици. Не е тоа мислата за ти да правиш тие работи. Ти да појдеш во тоа време да го наполниш со ибадет. Прво клањаш 40, 50, 60 рекати. По 2 рекати, по 2. Не по 4, по 2. Клањаш колку да можеш. После тоа читаш Куран. 50 страни, 100 страни, читаш Куран. Имат луѓе, значи, во Медина има видено луѓе, што секоја џума, после феџер, до џума намаз, прават хатна. Го чита цел Куран. Секоја џума, тоа не му е 20-30 години, значи, пракса. Иде тој за џума, и тоа тој има тони, значи, што се стари луѓе, по 60-70 години. Иде тој за феџер, за сабав намаз во џамија, после сабав го земат мусхафот и го читат цел. Да дојде, значи имамот, кога се каже имамот на худба, тој веќе ги има целиот Куран прочитано. Да. Значи не ти тука, се ти нормално ако појдеш тука во првиот час, што рековме, и ќе чекаш 5 сати на пример, ќе ти се здодај. Ти не правиш ништо, се пулиш само на зидоите и ништо. Да. Нема ти ако читаш Аллаховата книга, значи тие 5 сати ќе ти поминат тебе како 5 минути. Како 5 минути. Следниот хадис, а тој е исто од Ебу Хурейра радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели, анна Расулуллах салаллаху алейхи ва салам ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. Во овој хадис, кој го пренесуваат исто така Абу Хурейра радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам спомна џумата и рече во продолжетак, во џумата, во денот на џумата, имат еден час, имат едно време. Не го потрефуваат муслиманот тоа време и му се моли на Аллах субхана ва таала за нешто, освен Аллах таала му го дава нему. Да. И покажа пекамберот салаллаху алейхи ва салам со неговата рака дека тоа време, тој час е кратко време. Ама ти ако го потрефиш тоа време, Аллах субхана ва таала ти го дава тебе она што го бараш. Сега се прашуваат одма, копнеат срцето на човекот, кога е тоа време. Така? Шејх Зейд рахмула велит, алимите имаат 11 мислења за ова. Кога е тоа време. Но велит, 2 мислења се најважни мислења, најдобри. Првото мислење вели Шејх Зейд рахимахуллах, дека тоа време влагат после намазот на икиндија до заедување на сонцето. Значи, после намазот на икиндија до заедување на сонцето. Тоа е првото мислење. Дека тоа време, ако ти го потрефиш и му се молиш на Аллах субхана ва таала, и тоа ќе ти биде тебе, значи, одговорено и дадено, значи времето после икиндија до заедување на сонцето. И ова е, значи, луѓе кои се вистински, значи, во верава сериозно имаат земено, значи тие ги бараат овие времиња. Затоа да му се моли на Аллах субхана ва таала за неговите потреби. Ние што ќе мислиме, ние ќе бараме врски кај луѓето.
Кому да му рече, кого да го праша, кој да ми се најд, кој да му направи, кој да му рече нему, тука. А ти не мислиш да ти појд глата и умот твој и мислите твој да се вратиш кај створителот на тие луѓе. Се Аллах џелешано го сака да им го отвори на сите ни в срцето и да ти помогна тие тебе и да ти дојде тебе помош од каде ти не очекуваш никогаш во животот твој. Зашто тие се сите Аллахови робови, од кој ти може би се плашиш или несигурност имаш или дали ќе ти дајат или не ќе ти дајат. Ти молиме се на онај кој срцата нивни има создадено, а тој е Аллах субхана ва таала. Значи тоа е првото мислење. Значи после киндија до заедувањето на сонцето. Второто мислење, вели шејх Зейд рахимахуллах, тоа починат времето кога имамот худбеџијата се качува на минбер се додека го заврши намазот од џумата. Значи времето кога се качува на минбер и држањето на худбето и потоа намазот клањање, тоа е времето, значи тоа е ова време што има ваква голема вредност, ваква голема вредност. И следниот хадис е исто дел од објаснување на овие предходниот во врска со Абу Муса al-Ash'ari قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. Значи овде Абдулlah ibn Умар радијаллаху анхума го прашува Абу Муса al-Ash'ari: дали ти слушна нешто од твојот татко во врска со пекамберот салаллаху алейхи васелам да кажува нешто во врска со тоа времето на џумата, значи тој час, тоа кратко време. Тој му рече Абу Муса: да, го слушнав следното, а тоа беше дека тоа време, она време меѓу седнувањето на имамот на худбето, значи на минбер, кога ќе седни на минбер, значи ќе дај селам и ќе седни, се додека значи да го заврши намазот. Значи ова мислење, овој хадис го потврдуваат второто мислење кој го напомна шејх Зейд рахимахуллах. Значи муслиманот треба како и да е, кој да е времето тоа, муслиманот треба значи во џумата, после џумаа да се труди значи да биде, да се најде себе си во молитви, да му се моли на Аллах субхана ва таала за да го потреби тоа време и да биде значи цврсто убеден, дека ако го потреби тој тоа време и му се моли на Аллах субхана ва таала со искреност, дека Аллах субхана ва таала ќе му го даде тоа она што го барат тој. Така што сме на крај на ова поглавие, идниот дерс ќе биде значи бабу салатул идейн, значи намазот на бајрамските намази. Значи сала, намазот на двете слави, значи ид е слава, значи на двете слави. Значи на бајрамските намази ќе биде иншаллах таала тоа во идниот дерс, значи начинот на клањањето, времето и така натаму. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.